Од гласните караници меѓу родителите кои честопати кулминираат и до физичка пресметка не се поштедени и децата. Тие се сведоци на психичко и физичко малтретирање и ги прави жртви на семејното насилство. Дека не се заштитени од бесот на родителите и се директни сведоци на се оно што може да се случи во светот на возрастните, потврдуваат анализите на невладиниот сектор кои работат со жртвите на насилство. Значи има такви случаи, меѓутоа најчесто е насилството помеѓу брачните партнери, помеѓу поранешен партнер и сегашен. Значи и она што всушност е дека сите треба да сватат дека децата кои што се во семејството всушност секогаш се директни жртви на насилството. За жал, жртвите на семејно насилство се откажуваат од намерата да стават крај на агонијата. Под притисок се откажуваат од тужбите против насилниците, со што и понатаму остануваат жртви. Праксата покажува дека насилниците ги повторуваат делата и покрај времените помирувања меѓу партнерите и дадените ветувања дека нема да се повтори. Граѓанските здруженија очекуваат дека системот ќе профункционира и дека жртвите ќе имаат поголема доверба во судовите. Надеваме дека веќе ќе има раздвижување и нова пола и се надеваме дека штом ќе почне да функционира правната држава, ќе почне да функционира и овој многу битен сегмент за да им се даде до знаење на сите вршители на насилство дека тоа е казниво и дека нема да се толерира повеќе. Семејното насилство повеќе се пријавува во полиција. Оваа година до октомври во СВР Штип евидентирани се 85 кривични дела поврзани со семејното насилство. Семејните насилства регистрирани во секторот за внатрешни работи Штип, според оштетените, најпрво започнуваат со вербални расправи, со закани, кои во некои случаи прераснуваат во караници, физички напад од извршителот врз жртвата. Жртвите најчесто завршуваат во болница, каде што им се укажува неопходната лекарска помош. Семејното насилство најчесто се врши во семејниот дом и во присуство на малолетни лица и други членови на семејството. Во СВР Штип регистрирани се 89 жртви на семејно насилство, против 81 сторител, поднесени се кривични пријави.